Почитувани гледачи, посакувам добре дојдете во најновото второ издание за оваа работна недела на емисијата 24 за животот, каде што денеска, да ви кажам искрено, со таков еден кејф доаѓав на работа, бидејќи дефинитивно тоа се гостите кои што секој пат толку убава енергија ми внесуваат во студиото, да веројатно не можам ни да ви објаснам, а и самите знаете, бидејќи кога и да биле сме си поминувале најсупер. Единствениот проблем е што денеска не успеавме да емитуваме видеа од концертот кој што се одржуваше по повод Златна лира 2016, на кое што отворање свечено пак настапуваше Акордион, и за кое што денеска ќе зборуваме, и јас насловот кој што го дадов велам Акордион продолжува со своите успеси во воздигнувањето на хармониката. Сега, зошто немаме видео? Поради забраните, законите, членовите и така натаму на ЗАМП по однос на македонски дела и слично, моравме да премонтираме, да преработуваме видеа, да вадиме дела од македонски автори, особено дела кои што ќе имаме можност да ги поразговараме во текот на емисијата, и во целата таа, како се вели тоа по прилепски велат, папазјанија, турлитава од настани, видеата отидоа по вода. Но, додека ние разговараме, во заднина ќе пуштат од режијата фон музика, токму од она што Акордион го имаат направено во својата кариера до сегашна, и се разбира ќе погледнеме и фотографии од настанот. Тоа беше толку се можеше што се вели. Зорица Каракутовска и Филип Стамевски од Акордион, добре дојдовте. Добре најдовме, благодариме на поканата. Па постконцертно убаво. Се разбира, секогаш. Да. Добро е што ги начекав, искрено да ви кажам, во Македонија, бидејќи не можете да ги начекате во Македонија. Едноставно не се прибрани од посветот, и зашто многу се радувам и многу сум горд, бидејќи редовно добивам известувања каде се и што прават. Ќе зборуваме и за Златна лира, но и за последните случувања што ги имате околу Акордион. Прво, од старт да им се извиниме на гледачите што баш оние дела за кои што најмногу се залагаме да бидат емитувани и за кои што најмногу ни е жал што нема да се емитуваат, се на БТ Илин. Така е, тоа е дел од програмот кој што БТ Илин го напиша специјално за Акордион. И можам да кажам дека ние со гордост сека да ги изведуваме тие дела, тие нејзини дела. Особено радува фактот што таа пишува современа музика, меѓутоа темите, мотивите кои што ги користи во своите дела се инспирирани од македонскиот фолклор, и тоа дава една посебен белег, една посебна значајна црта во нашиот репертоар. Меѓутоа, ете така, заради оваа сета, како што ја нарековте на прилепски, папазјанија. Така е, па нека оди така, или во ситуацијата наречена изгубени во преводот. Бога ми да ви кажам. Ете, компресирајќи ги видеата, вадејќи ги нејзините дела од целиот тој, нели, сплет на кратки извадоци практично, да, испадна да нешто при компресирањето да не е во ред и така. Има еден новитет од денеска, кој што е токму од околу 11 часот. Министерството за култура во согласно со својата законска надлежност утврдена со Законот за авторско право и сродните права по извршниот надзор над одлуката на Собранието на ЗАМП донесе решение за запирање од извршување на одлуката на Собранието на ЗАМП со која се забранува емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување, се вели во соопштението на Министерството за култура. Од надзорот на Министерството над одлуката на ЗАМП се констатираше дека одлуката не е во согласност со одредбите од Законот за авторското право и сродните права. Во согласност со член 157 став 1 пак од законот, доколку во спроведување на надзорот над актите на Организацијата за колективно управување, Министерството за култура оцени дека општ или поединечен акт не е во согласност со законот, статутот, односно договорот за основање. Со решение ќе го запре од извршување и ќе поведе постапка пред надлежниот суд за оцена на законитоста на актот, стои во соопштението. Во оваа прилика уште еднаш, ова три пасоси се едно исто кажуваат, генерално доста неразбирливо, затоа ќе мора да чекаме извештаи од колегите во дневникот по 17 часот. На крајот од ова се вели во оваа прилика уште еднаш потсетуваме дека авторите на музички дела имаат право преку соодветната организација за колективно управување или индивидуално
да забранат, значи авторите да забранат користење на нивните дела на начин и под услови кои се во согласност со Законот за авторското право и сродните права, се вели во соопштението на Министерството за култура. Да не ја прошируваме ние темата по однос на ова, бидејќи се уште не се знаат деталите, не се знае никој јаде, никој пие, ќе мора да почекаме и зло не требало, затоа не смееме да имитуваме македонска, српска, хрватска и словенечка музика, ми се чини, веројатно. Екс-Југославија. Дека имаме став околу тоа, но мислам дека не е ни време, ни просторот што го добивме кај вас во телевизијата за да да разговараме на оваа тема, инаку ме разбирате што сакам да кажам. Да не беше ова соопштение од Сабајлева, можеби и ќе го побарав ставот, но сега во моментот нејасни се нештата, се уште ќе чекаме исход од целата оваа приказна. Так. Да се вратиме на акордион. Да, дефинитивно. Ајде. Кај бевте, Филип, последно? Yes. Пред емисија така се договоривме, бидејќи Филип демек е срамежлив. И долго време морам да ви признам, се убедувавме со професорката. Викам Зорица, ајде некој друг, викам, освен Бете и ти да дојде, и упорно Филип, никако не сака, или е зафатен, или не може, или нешто настинуваше постојано. И денеска не избега. Го фативме, готово. Жив. Yes. И затоа се договоривме дека на секој моје прашање ќе одговара со yes или евентуално no. Кај бевте последно, Филип? Следно на Светскиот куп за хармоника, што се одржи во Русија оваа година за прв пат во градот Ростов на Дон. Секоја година се одржува, мислам дека има кажам ни професорка да претходно се потсети секоја година во различна држава. Оваа година има чест да биде за прв пат во Русија. Собирна многу хармоникаши, многу големо искуство пред се, големи изведувачи, така да едно големо искуство за мене плюс. Одамна не бев на светска сцена, изгледано, мислам имав една мала пауза, меѓутоа мислам во напреварувачки карактер. Иначе со концерти сме си цело време и со акордион. Така да тоа е као последно нешто што бевме пред овој свечен концерт на отварањето. Да, ние практично следно сам ќе го пратиш, професор. Да, видовте ли колку е? Затоа реков елоквентен. Не само тоа, него и си зборува. Ако убаво. Така ја на сите гости им велат, ама велат јас сум срамежлива или срамежлив. Ако слободно седни ти, па ќе видиме ние тоа. Така ли? Ростов на Дон. Ростов на Дон, 2 милионски град. А цела Македонија таму преселена. Малку повеќе од Македонија. Да, но, значи, огромен убав град, една посебно убава држава, со некои други правила, норми. Имав прилика да на моите предавања на Факултетот за музичка уметност го држам новиот предмет литература за хармоника. И вчера баш разговаравме за професорот Вјачеслав Симеонов и имав прилика да им кажам како функционираат работите во Русија, како неговите бивши ученици кои што денеска се водечки инструменталисти во светот на хармониката, како имаат, каква почит имаат кон својот професор пред се, како културата не им дозволува пред професорот да влезе, да дојде на вечерата, никој вилјушка не фаќа, никој чаша не зима, вода да се напие, од почит, чекајќи го некој кој што на нив практично во нив вложил многу и ги направил луѓе. И им направи споредба дека кај нас тоа ните така, нит некогаш мислам дека ќе биде. Тоа е, не, на времето мислам дека беше така, но во оној момент кога од називот воспитно-образовна институција го изфрливме воспитно. Само образовна стана. Дека тука го изгубивме тој дел. Го изгубивме и образованието и воспитанието. За образованието веќе за тоа и воопшто да не забрегуваме, но мислам дека основниот проблем за губење на образованието е токму воспитниот дел. Бидејќи денеска никој не ги воспитува децата. Македонското здружение љубители на класична музика, значи има обврска да направи предселекција на најдобрите македонски кандидати и да ги прати да ја представуваат нашата држава. Ние имавме оваа година на вистина добри кандидати кои што се појавија и можам да кажам дека конкуренцијата беше жестока. Меѓутоа имаше такви ученици кои што имаа проблем со инструмент, кои што имаа одреден поголем финансиски проблем за патување, така да водевме еден ученик кој што учи во Тетово и тој е охриѓанец по потекло, значи Кочовски Петар, кој што настапи во јуниорска категорија, и професорот Стамевски, кој што настапи во категоријата до 36 години. Таа категорија се вика Мастерс
И баш пред да тргна мајка ми вика, немојте да заборавите да кажете дека Филип, значи настапот на сите кандидати е јавен. Не само што оди лайв бродкаст, туку дури има снимки кои што и ден денеска ние се гордееме со настапите на двајцата. Меѓутоа само што заврши, тие деца што свирија во категоријата беа доста помлади, беа студенти во развој, со многу елан и се, излегува Филип надвор и еден пut му вика: вие не кандидат, вие артист. Викам те фатија, yes! Yes! Да, yes! Тука yes се вели, да. Браво! Да, така да он стварно свиреше, мислам, на висина на задачата. Ние ви викам, на светскиот куп практично нема кандидат кој што е лош. Такво нешто не постои. Значи се работи за една олимпијада, популарно кажано за хармоника. Сите што воопшто ја постигнале нормата за воопшто да влезат да се надпреваруваат, се победници на надпревар. Да, тоа сакав сега, Филип, да бидејќи си ми прв пат во емисија, се надам на ти пречи дека на ти се обраќам. Yes. Да, заборавивме да испратиме поздрав до Бете. Да. И едно јавно вака извинување за неемитување на делата, ама не сме ние виновни, тоа на друго место да се обратите. И од енергијата што се наводи, што нема да и се и останатите нема да. И поздрав до дома, до вашите за подсетувањата кои што ги направиле, да не заборавите ова. Да. Филип, во учеството на, да речеме, нова популарно наречена Олимпијада, баш она што го каже и професорката, дали и самиот момент човек да застане на таа сцена каде што се собрани сите релевантни, се смееме 2 дена веќе со тоа фраза. Изразот Релевантни чинители. Чинители? Да, тоа релевантни чинители, да. Тоа не е сега популарно во државата. Дали, например, сите релевантни чинители во светот на хармониката, едноставно тоа е доволно, па човек и не размислува толку многу за наградите, и ако се разбира награда си е секогаш добро дојдена. Баш тоа што спомнав прв, значи пред се представува престиж и е голема чест да си дел од манифестацијата и да излезеш пред токав аудиториум што се века, меѓутоа и таква голема комисија светска на светски стручњаци во баш таа област, од најразно видни, мислам од повеќе од различни држави. Да, од различни држави е навистина доволен момент да се па и одговорност огромна. Да, тоа сега ќе прашам. Ние една година 2007 го правевме тука зимскиот конгрес на светска турнија на хармоникашите и сите тие исти луѓе кои што седат во жири комисии кога одиме на светскиот куп беа присутни во Скопје, меѓутоа во друга функција. И ние решивме да направиме концерт во нивна чест, нашите најдобри ученици и студенти. Значи заврши концертот, останаа без зборови. Вика прво од кај најдовте толкав број на хармоникаши, ние немаме финансиски можности за да можеме толку добри деца да однесеме горе да свират. А друго, значи они ги гледаат во публика и тие за нив представуваат, значи, инспирација огромна за тие да настапат, затоа што нема поени, така ми рекоа. Многу било убаво да се свири кога ги гледаш, кога им покажуваш што знаеш се, а не мора да те оценат. Нека те оцени во главата. Тие вечерта, после на македонската вечер, беа целите во некаков транс, затоа што видеа дека нашата школа за хармоника е навистина на високо ниво, една релевантна установа и факултетот и средното училиште, па и основното училиште, каде што да се изненадија од квантитетот и квалитетот кој што го прикажавме. Да, ние и дури и квантитативно имаме многу па не би рекла, не би рекла, ние имаме Скопје некаков центар, да речеме, во кој гледано во надворешни рамки, да речеме, кога одиме да се представуваме со. Па да, меѓутоа, знаете како, државите кои што доаѓаат на купот, значи порано имаше лимит на учесници од одредени земји. Максимумот беше 4. Сега тој лимит го тргнаа, тој лимит веќе десетина години назад не постои како таков, за да не се стопираат тие што ќе имаат еднакви квалитети, да нема уште во самата држава да не се створи толку голема конкуренција и завист. Кој што како Да, тие што ќе ги исполнат нормите може да одат на надпревар. Да, финансиски, јас сега си правев некоја ретроспектива, па да ви кажам, јас до сега по надпревари со ученици и со студенти за овие 20 години што ги работам, барем еден убав стан
Имам дадено, да. Веќе имам некои проблеми сега приватно со станот кој што го купив веќе едно 4 години. Тоа ми одзема многу, тоа ми одзема многу нервози и енергија, точно. Меѓутоа сватив дека ги гледам, значи тоа е Лондон, тоа е Глазгов, Копенхаген. Значи тоа биле надпревари на места каде што едно кафе било 20 евро. Дефинитивно. Така да не секогаш имаме помош, не секогаш родителите може да излезат во пресред за да им помогнат на своите деца да се представат на вако светски надпревар. Хајде пауза за реклами да направиме, па ќе се вратиме во студиото. Се заборавив ја за рекламите. Режија, подсветувајте. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Плюс, добите Sony Xperia E5 за 0 денари. Повеќе за вас. VIP. Кому би му ги довериле своите очи? На најискусните, најнапредните, најголемите. Систина офталмологија, дел од групацијата Светлост Загреб. Најдоброто за вашите очи. Луѓето велат дека почетокот е тежок. Не! Тешко е кога се сомневаш во себе. А почетокот е најлесната работа на светот. 3 секунди. Донесуваш одлука, се опушташ и тргнуваш. 3, 2, 1. Стартувај сега со Нескафе 3 во 1. Што чекаш? Скрцкај ја досадата со новото Нескафе 3 во 1 со вкус на лешник и на чоколада. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапени во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Ние во меѓувреме додека беа рекламите си се сликавме, си правевме селфи, само да го објавиме на Facebook. Ете, таман, објавено е сега. Yes. Ова ни е лајт мотив на денешното гостување. Нели? Да. Мислам дека така и ќе ми остане. Наместо Фикјуле на Facebook треба да си стави Филип Јес Стамевски. Во однос сега ме интересира на акордион. Што имате следно на ум? Ќе се вратиме на Златна лира, со тоа практично ќе завршиме. Во меѓувреме може од режијата и фотографиите да ги емитуваат. Ја некако прекурет одам. Прво на ум што имате, па после... Да, плановите за воиднина. Бидејќи знам дека имате планови. Имаме секогаш планови. Во 2017 или не? Малку во државата, малку во странство. Малку по малку. Мислам дека уште на Антарктик немате концерт одржано. Не сме, да. Не сме биле, ама... Не сме биле, ама некако... Да. Плановите се нормално, значи почнати сме веќе да го подготвуваме проектот 6 мај Светски ден на хармониката. Тоа е денот. Тоа е денот кој што ќе го славиме хармониката, ќе го славиме нашиот прекрасен инструмент и мислам дека стана своевиден бренд во државата. И мислам дека судни маки успеавте да изградите бренд. Да, што е многу тешко кај нас, особено кога се работи за ваков тип на музика. Да. Значи, и особено кога ја ставате хармониката во класична улога на музиката, што народот кај нас поретко тоа го согледува така. Точно, меѓутоа веќе имаме публика која што не само што редовно доаѓа, туку и редовно прашува, бидејќи заради обезбедување на простор некогаш не може. Ние го славиме месец мај како ден на
Како месец на музиката, месец на роденденот на хармониката. Некогаш оди на 6, некогаш оди некој ден порано, некој ден подоцна, некогаш го направиме концертот во Скопје, па низ Македонија направиме во други денови, го дадеме концертот како некаква реприза. Може на 9 ќе биде на денот на може роденден. Да, може. И Европа Лани беше, небитна Европа. Оваа година беше на 8, па беше во очи роденденот. Беше да ви кажам, никогаш во животот никој не успеал да ме изненади така добро за роден, односно да ми приреди изненадување како што успеа тимот на хармониката во Македонија. Да. Планираме, имаме покани за некои гостувања низ Европа, да кажам. Ќе видиме како ќе одговориме, бидејќи сега конципираме наново програмот, мора да се достават уште некои мора да се достават уште неколку дела, да се средат некои работи. Сега од кога сме дуо трио, полесно се патува. Тоа е уште цацко ви фали, значи. Да. Конопишки. Конопишки, да. Така планови. Добар. Така да плановите за воиднина се да се продолжи со интензивна работа, единствено што Филип навистина многу вежбаше околу купот. Летото практично не ни имаше класичен одмор. Ден ноќ се работеше на програмата што требаше, да ја работи. И сега кога требаше да свириме на отварањето, имавме практично помалку од месец дена од враќањето од Русија до концертот, имавме гости за кои што подоцна ќе разговараме. Мораше да се организираме со проби, со планови, со се. И Филип ми вика, проф, се важи, ама ако ми ветите нешто. Шо Филип, да заврши концертот и само малку да се одмориме. Ама некако не иде. Сега ќе го спремаме фестивалот и така, не можеме никако да се одмараме. Филип, замислуваше ли кога се одлучи дека сакаш во животот да свириш хармоника и кога знаеш дека тоа ти е професионалната определба, замислуваше ли дека нема да се прибереш дома? Па, искрено не. Не сум размислувал така. Онака трна работи од мали нозе што се вика. Меѓутоа тука се беше збогатено што кога се запознав со професорката. Некаде пред средношколска возраст. И на почетокот мислев дека е така свирење хармоника е забавно, нели како сите мали деца. Како сите што ја сваќаме хармониката, да. Прво присуствував на снимањето на една емисија, каде што беше професорката гостин, во позадина, како помал. Од таму имав... Видиш, што него не знам, сега го слушам. Прв пат слушам јас тоа, одлично. Тајни исповеди. После тоа имав, што се вика, чест да бидам и дел од незините концерти, што се секогаш спектакл, што се вика. И тука се развие најголемата она желба, што се вика, да се продолжи во таа насока многу попрофесионално, со многу повеќе заложба во... Ова прв пат го слушам, јас ова прв пат го слушам, а сега па јас да обелоданам нешто. Почнуваме со пробите и гледа, да. И гледа, вежбаме, работиме и се смешка. Викам, Фики, нешто си среќен, да, вика, среќен сум на една од пробите сега пред концертот, зашто? Вика, никогаш не можев да замислам дека ние некогаш ќе почнеме да свириме самите заедно. Вика, вие не знаете која чест ова представува за мене. Така ли беше? На сред проба, од чиста мира, вежбавме една композиција и направи една блажена така. Викам, Фики, нешто си радосен те гледам денеска. Да, вика, радосен сум. Ете, од тоа е причината. Еве, денеска си кажавме исповед, ти кажа дека си... Све за љубов. Да. Уште да ви најдам некој далечен заеднички родни и најтаман ке... Све за љубов и још више за паре. Да речеме да дали професорке токму тој муабет ве прави горда и најуспешна и поуспешно се чувствувате дури и од олимпијади, од купови. Мене ме радува фактот... Кога гледате дека човек се што сте му дале, го враќа преку кариерата. Да. Многу сум горда, многу сум среќна, значи без разлика што еве можам да си пошто сега се отворено кажуваме, нели денеска емисијата таква све за љубов. Еве све за љубов да ви кажам дека животот го посветив на хармониката, на музиката и на моите ученици студенти. Меѓутоа, ако сум млада, ова ви го кажувам од дно на душата и тоа е се е тоа така. Меѓутоа, направив навистина одлични хармоникаши,
кој што освои огромен број награди, кој што добие признанија, кој што се уште добиваат и освојуваат награди и признанија, дел од нив во кој што си има вложено можеби и најмногу, ги нема да подигнат телефон еднаш да прашаат што има ново и како се. Меѓутоа тоа не гледам јас моја кривица. Да, па јасно. Воопшто. Тоа е домашно воспитување, бидејќи повторно се враќаме на делот со воспитување. Точно, мојата професорка на образование и воспитание. Мојата професорка во Белград не направила ни 20% од ова што јас го правам денес како професор. Јас бете ми рече, вика, бевме за Белград да ја видам мојата професорка. И во еден период, јас не знам како ми се испушти, викам професорка, вие ме научивте да бидам еден од најдобрите светски професори. Она се возбуди многу, мислеше дека тоа е во позитивна смисла, викам тоа е во негативна смисла, затоа што правам се обратно од што правевте вие. Во смисла не во, значи јас денеска на моите ученици сум втора мајка. Па од воспитачки аспект. Голем дел од децата не се воопшто од Скопје. Тие мора да имаат сигурност. Јас кога учев во Белград, мора родител да има. Моите родители беа на 600 и кусур километри во Прилеп. Мојата професорка воопшто не знаеше за мене дали каде интернатот прво кај што сум сместена, немаше појма каде живеам. Друго воопшто ниеднаш не ме праша дали си имам пари доволно. Тоа не е времето во кое што денеска живееме. Мобилните телефони и картичките и нели. Јас бев дете со 14-15 години само во милионски град. Да. Јас денеска некогаш дури знам да се смеам со децава, што имавте денеска за ручек во интернатот и они почнуваат да се смеат. Нели, морам да ги исконтролирам буквално родителски дали се останатото што е пропратно во животот е потамането и е во ред, за да можеме она што ни е професионалното да го работиме на стварно врвно ниво. Мислиш, Филип, дека поради тоа денес има успешни хармоникаши излезени? Не ти професорке, не, јас и Филип веќе почна да го живее педагошкиот живот. Затоа и го знае како е, нека каже, од лично искуство. Да, точно. Се согласувам во тоа. И баш моментот са сите ме прашуваа пред Златна лира, концертот, абе малце си така, викам, прво представа преголема чест за мене, викам, затоа што до сега сум бил ученик, студент, тоа сега имам таа чест на концертно ниво, на сцена заедно со Проф, имам еден целовечерен концерт да обележиме на некој начин и во еден оваков убав момент и онака, само да кажам, секако дека влие целата таа, знам што се има направено оваа личност за мене е воопшто и за многумина во... Така, да сме живи и здрави. Така е, секогаш. На човек можеш да му дадеш, не треба да му земаш. Секогаш имаме на карактеристика, знаат да ми ја коментираат оние кои што ми се најблиски, дури тие што ми направиле лошо, немам агресија и немам воопшто, значи јас тоа викам, јас може да не сакам некого, ама да мразам луѓе. Не. Време, ниту имам желба во животот. Немам желба никого да го мразам и чак што више повеќе пати до сега на луѓе кои што конкретно лошо ми направиле, подоцна во животот кога им се случиле одредени работи сум им помогнала и тоа е така еден куриозитет на кој што никој не има јасно зошто го правам. Тоа меѓутоа таков човек сум, ете. Тоа прилепското таму нешто. Да, точно. Значи, инаку стигнавме до крајот на емисијата, од режијата. Златна лира ништо. Од емисијата од режијата ќе ни дадат гратис 3 минути да кажеме за Златна лира. Благодарности да пренесеме само. Ајде кратко, професорки. Благодарности да пренесеме, ние во програмата се потрудивме да ја прикажеме хармониката од многу агли. Тоа би значило дека како солистички инструмент и во камерни ансамбли, дуа, трија, дуото беше значи генератор на целиот концерт, меѓутоа ние сме особено горди од проектите во кои што имаме гости кои што настапуваат заедно со нас и нивното гостување за нив исто представува голема чест, на што сме благодарни и среќни. Сега, значи на концертот имавме чест да настапат професорката Марија Ѓошевска, со која што изведов јас еден дует. Особено сум среќна и горда на учеството, бидејќи ние со Марија сме свиреле и друг пат предходно заедно со нејзиниот сопруг во промоција на едно дело на Бете, меѓутоа прв пат свиравме двете заедно. Бевте на концертот, видовте реакција на публиката, се уште слушам многу позитивни критики од сето тоа. Колегата Зоран Џорлев гостуваше на 2 точки. Професорката Александра Коцевска беше гостин како вокал.
прво покаже колку добро звучи само вокал со хармоника, па подоцна вокал, виолина и хармоника, за на крајот да настапиме во едно прекрасно танго со дуото Пан. Значи Билјана Петровска и Петар Колевски колегите. Да не заборавиме нешто, на триото ни беше колегата, посебна чест и задоволство, колегата Косто Тодоровски од Тетово, на кој што сме му благодарни, бидејќи редовно доаѓаше на проби и многу време изгуби во патување, нели, за да можеме тука да ги направиме пробите. Тој е професор на ученикот од Охрид и од таа причина, значи, спонтано оваа точка се оформи за време на нашето гостување во Русија. Значи, кажавме дека една од точките многу би сакале да ја направиме, меѓутоа времето е кратко и тој се заложи на вистина со максимални напори да влезе и да се отсвири точката на вистина на едно навистина врвно ниво. Прекрасно. И последно гостин ни беше мојот ученик во 4-та година, прилепчанецот. Така е. Без прилепчанец не може ништо да правите. Така е. Именјакот на Филип Петрески, кој што и овој пат, како пред некоја година на World Accordion Day, повторно се расипа хармониката и повторно бркавме инструменти. Меѓутоа, тешко одат работите со спонзорствата, со помош на таков еден млад талент. Он заслужи, иако е млад, практично единствениот школарец, што би се рекло, кој што заслужи да биде дел од концертот и со нас да изведе една точка. Да, режија, добив на знаење дека ни титкате, дека треба да завршиме. Да, краток ќе бидам. Филип, многу ти благодарам што дојде и го скршим разот конечно за доаѓање. Yes. И професор ќе вам ви благодарам за све за љубов, деловите особено. Да, ви благодариме на поканата и некако посебно убаво се чувствуваме овде во студиото со вас. Па секој пат кога ќе дојдеме, излекувате од нас некои делови, некои многу искрени моменти, што тоа ми е работа. Одлично, благодариме. Ви благодарам за тоа што дојдовте. Се гледаме и следниот пат со се видеа со се. Договорено е. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Јас и вие се гледаме за час и пол. Пријатно.